Со кривична пријава до обвинителството против поранишната обвинителка Вилма Русковска, Јана Ченто и осудените за настаните од 27 април ќе докажуваат дека процесот бил монтиран. Последувале докази дека обвинителката ја попречувала правдата и со изјава заведена на нотар од клучен сведок дека лажно сведочел, ќе докажуваат дека постоеле договори за настоките на постапката. Доказите укажуваат на комуникација меѓу висок функционер и еден од клучните сведоци во оваа постапка, меѓу брат на еден висок функционер и сведок, на можни договори со обвинителот, како и на сочување за сведочењето кое го даде сведокот во таа постапка. Сведокот, со изјава заверена кај нотар, изјавува дека неговиот претходен исказ, даден во постапката, бил невистинит и дека истиот му било ветено дека ќе му се помогне во други кривични постапки, доколку даде таков исказ. Поранишната обвинителка Русковска за сите вели дека не очекува кривичната пријава да биде процесуирана бидејќи била неоснована. Не може да ги побие материјалните докази кои беа презентирани. Мислам, очекувам отфрлање на кривичната пријава. Па не може сите суди јас да ги манипулирам, и основни, и суди во апелациониот суд, и суди во Врховниот суд. Процесот бил политички монтиран од страна на претходната власт, оцени и премиерот Мицкоски. Невини луѓе беа прогласени за терористи, невини за терористи, но тие направија одреден престап и требаше за тој престап за кој што реално го направија да одговараат. Но за жал тие одговара за тероризам, нешто што навистина беше невидено во тој момент. Што се однесува до другите информации од тој период, самите и обвинители, суди и сведочат за фингирани процеси, за уценети и обвинители и суди, за политички наредби, како да се суди, зошто да се слуди. За сега само и по 9 години од настанот немало вистинска правда. 9 години подоцна, наместо целосна правда, сведоци сме на обиди за срамна рехабилитација на насилниците. По доаѓањето на ВМРО ОКГ на власт, осудени лица за 27 април се пуштаат од затвор со само еден потпис. Оценувајќи ја како неоснована, апелација пред една недела ја утврли жалбата на осудените за повторено судење. Во декември лани кривичниот суд ја утврли нивната жалба со образложение дека нема законски простор за повторување на постапката. Пред 9 години, на 27 април, по неколку месечна политичка криза и секојдневни протести, се случи упадот во собранието кога надвор од процедура беше избран председател на парламентот. Инволвираните кои се товараа за терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста добија над 200 години вкупна затворска казна. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија.